Дополнителни 2 недели им даде Министерството за земјоделство на земјоделците за да поднесат пријава и да достават документација за добивање субвенции од програмата за директни плаќања во 2023 година. Наместо до 30 јуни, како што беше првичниот рок, поднесувањето на пријавите ќе може да се направи до 14 јули. Исплатата ќе се реализира преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Продолжувањето на рокот за аплицирање за субвенции годинава е побарање на земјоделците, а со цел да им се излезе пресрет на сите земјоделци кои досега не стигнале навремено да аплицираат. Земјоделските производители можат да поднесуваат барања за директни плаќања за растително производство, и тоа за површини со поледелски и градинарски култури, за лозови и овошни насади, како и за сточарско производство, односно за одгледување говеда, овци, кози, пчели, свињи, живина и за заклани животни во кланица. Барањата се поднесуваат по електронски пат, самостојно од страна на барателите, а за оние кои немаат услови или пак не знаат да креираат електронско барање, можат да се обратат во подрачните единици на Министерството за земјоделство. Од подрачната единица на Министерството во Кочани информираат дека досега се поднесени поголем број од пријавите за субвенции. При тоа упатија апел земјоделците кои што досега не поднеле документација да го искористат продолжениот рок од 2 недели, да ги пополнат пријавите и да ги достават до Министерството. Општина Зрновци ја продолжува реализацијата на нејавените инфраструктурни зафати со кои значително го подобрува снабдувањето со вода за пиење на жителите од населените места. Градежна механизација и работници на комуналното предпријатие Водна кула се ангажирани за изградба на новиот доводен цевковод за селото Видовиште, на потегот од зафатот на Видовишка река до резервоарот за водоснабдување. Должината на потегот на кој се работи е 1000 метри. Со изградениот зафат пред 50 на години, жителите се снабдувале со вода на домакинствата со ФИ-50. Денес ќе започнуваме со инсталација на ФИ-125, со што го зголемуваме динамиката и количеството на вода за 4 до 5 пати. Овој деценијски проблем станува минато. Градежните работи што ги преземаме, предвидуваме конечно да завршат за 10 ден. По инсталирањето на новиот цевковод, во план е да се започне и со изградба на дополнителен резервоар за снабдување на жителите од ова населено место. Предходно, општина Зрновци работеше на проект за изградба на таложници и втора фаза за каптажа на водата во селото Мородвис. Целта на проектот е да се реши механичкото нарушување на водата за домакинствата, до кое доаѓаше по секој пороен дожд. Општина Кочани упати апел до сопствениците на објекти кои претрпеле штета од невремето на 17 и 25 јуни да поднесат пријава до Комисијата за проценка на штети од елементарни непогоди. Рокот за пријавување е најдоцна до 12 јули. Образецот за пријавата граѓаните можат да го подигнат од едношалтерската канцеларија во локалната самоуправа или пак да го симнат од официјалната општинска веб страница. Заедно со пријавата треба да се приложи копија од имотен лист или од договор за закуп, копија од лична карта и од трансакцијска сметка, како и фотографии од настанатата штета доколку ги имаат. Поројниот дожд и електричното празнење изминатата недела предизвика навлегување на водата во приземни и подрумски простории во објекти, поради што на повеќе места интервенираа екипи на територијалната противпожарна единица и на доброволното противпожарно друштво од Кочани. Интервенираа и екипи на комуналното предпријатие Водовод. Најкритично беше на улиците Роза Петрова, Бел Камен и 1 мај во Кочани, каде што имаше поплавени гаражи, подруми на куќи и магацински простори. Удар од гром предизвика и пожар на кровната конструкција на куќа на улицата Гоце Делчев, но со брза интервенција на противпожарната единица беше спречено проширување на огнот и поголема материјална штета. Во вторникот вечерта во исполнетата сала на Центарот за култура Бели Мугри кочанчани уживаа во изведбите на ансамблот Танец. Изворни минијатури е проект замислен како сценско-едукативен караван низ неколку градови на земјата, со кој ансамблот се враќа кон изворите, односно кон ликулците од кои рати репертоарот на ансамблот Танец.
Овој концерт потсетува на најстарите слоеви од македонската музичка и музичкиот сценски фолклор, кои беа изведени од соодветна традиционална изведувачка формација, составени од врвните играорци и музичари на македонските изворни инструменти од редот на вработените во танец. Се работи за изворни, односно за ора, песни, кои што потекнуваат од руралната средина. Имаме од сите краишта низ Македонија, значи застапени се сите видови на изведби. Ке може да се видат неколку ора, кои што се само машки или само женски, има и мешани ора, но исто така и песни, машки и женски. Вечерва сме тука во Кочани, секако дека не сме за прв пат, но сме прв пат во оваа сала откако е реновирана и многу ни е драго што сме вечерва тука и што можеме да ја представиме нашата програма. Ансамблот достоинствено ја представува нашата татковина низ целиот свет, зашто доказ представуваат наградите и признанијата. Во текот на своето над 7 децениско постоење, танец има учествувано на повеќе од 5000 концерти и фестивали, настапувајќи пред полни концертни сали во Њу Йорк, Сиднеј, Мелбурн и многу други градови надвор од Македонија. Верниците од исламска вероисповед го слават празникот Курбан Бајрам, втор најголем празник на муслиманите. Карактеристично за овој празник е пренесувањето жртва, односно курбан, што има символика на приближување кон Бога. Ние во годината Курбан Бајрамот го славиме. Прво стануваме сабале, се бањаме, се спремаме абдес, гусул абдес и после одиме во џамија. Исто со нашите машки деца, со стари млади. Заедно клањаме саба намаз, после саба намаз оџата ни учи дерс како треба да се клаи курбанот, како треба да се слави бајрамот. После тоа клањаме саба намаз, после саба намаз одеме дома, кој има могучност од муслиманската вероисповед ја ги исечат своите курбани. Курбаните се дадат на секој муслиман кој има можност да купе курбан и кој што нема можност да се купе курбан. Потоа ги посетуваме нашите стари, нашите пријатели. Потоа на децата им дадеме некое благо или некоја парична сума кој ќе ги израдува. И така, значи, Курбан Бајрам е исто и Шекер Бајрам од нашите празници, најдобри празници, кои са 2 во годината. Курбан Бајрам трае 3 дена и со овој празник се кронисува аджилакот, кој важи за 5ти темел на исламот. За овој празник жените пренесуваат богата трпеза на гостите и обичај е најпрво да се оди во џамија на клањање, а потоа сите членови на семејството за Бајрам се собираат кај родителите на бајрамски ручек. 28 јуни е неработен ден за граѓаните од муслиманска вероисповед во Македонија. По повод големиот муслимански празник Курбан Бајрам, градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов упати честитка до сите верници од исламска вероисповед, во која изрази искрени честитки и желби за добро здравје, радост и благосостојба. Празникот на солидарноста, милосрдието, држливоста и човечноста нека биде мотив да живееме во разбирање, почитување и хармонија и во соживот да градиме поубава иднина за нашата општина и сите нејзини граѓани. Честит Курбан Бајрам стои во честитката од градоначалникот Папазов.